Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, па време и јас да ги повикам. Како и секогаш така и денеска, прво ќе ги повикам денешните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Мајк и Филип. Повелете. Мајк, здраво. Здраво. Добри сте? Одлично. Одлично. Мора да признам. Малце не спан, ама добар. Да. Така. Како Ке млад победи тоа? Да, како млад татко. Да ти честитам официјално за... Фала ви, да се вративте. Убаво. Само тоа е, така, не наспан, ама па убаво не наспан. Мора да признам. Вие расположени за игра денеска? Расположени. Вие наспани сте? Така. Па така. Има мало. И ти си, да, уствари, точно. Ми кажа минатиот пат и тебе ти е весело. Весело. Весело ни е, тоа е тоа. Ти добро знаеш. За убаво е. Так, точно така, за убаво е. Колку пари успеавте до сега да ми земете? 300 и 150, така. Одлично. Денеска имате шанса повторно да земете некој денар. Но, знаете, нови противници, нови лицитации и после тоа нова тема, ако успееме. Сакате нешто да додадете? Па ете, би кажал, во претходните емисии ги поздравив, нели, сопругата и децата, сега да ги поздравам и родителите кои живеат во Битола, сестра ми со незината фамилија и сите пријатели, колеги и останатите кои го гледаат квизов. И цело Битола. Така. Оде, така е. Вчера ти рековте, пази да не забориш сега да поздрави. Доста е за поздрави. Да. Супер. Ако е тоа, Мајк, ти? Цело Скопје. Цело Скопје продолжува. Тоа е супер. Домакини, знаете дека домакинската кабина е ваша. Повелете. Фала. А тука секако се и нивните противници, односно денешните предизвикувачи, а таа улога им припадна на Владимир и Раде. Повелете. Здраво, добре дојдовте. Здраво, Марчо, добро те најдовме. Добри сте? Добри ти. Одлично, мора да признам. Кога последен пат се видовме? Там, пред 2-3 години. Толку време Одамна помина доста. 2 години сигурно. Ле, немав такво чувство, сериозно. Мислев дека, ајде, минатата сезона најмногу. 2 години. Не, Кога доста помина време. 2 години? Да. Добри ли сте? Се сменили нешто кај вас во овие 2 години? Па се постаро. Се постаро? Ајде ги подсетиме гледачите кое што е, како што се случува во вашиот живот. Повели пред мене. Јас сум Раде Цветковски од Скопје, 27 години, а работам во Алкалоид. Како е? Добро. Задоволен од работата? Да, добре. Ти, брате. Владимир од Скопје исто, колеги сме со Раде. Тоа, оваа прилика може само на кратко да ги поздравам сите што ме знаат и Бисера и Петар, децата мои. Голем поздрав до сите што ги поздрави и јас сакам да ги поздравам и вашите колеги од вашата компанија кои што исто така ми подарија една честитка за дечињето со ваши производи, да. И ми се најде многу. Фала ви. Посебно Блажо да си го поздравам. Момци, дали сме подготвени за денеска? Почуваме како предизвикувачи. Имате Јаки противници. да, јаки противници. Добар прот. Да, дали сме спремни? Да. Да, супер. Да не сакате да додадете нешто? Да поздравите вие некој? Да поздравам јас сите што ме знаат и познаваат. Супер. Да, тоа. Тоа е тоа. Почуваме како предизвикувачи да видиме до кај ќе стигнеме. Со среќа. Ваша ти. предизвикувачката кабина, повелете. Мајки Филип, односно Владимир и Раде, седнаа во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Владимир, Раде, дали се слушаме? Да. Се е добро, немаме никакви пречки, така? Добре, да. Чисто за подсетување, ете дека поминале сепак 2 години, 3, не знаеме ни едните ни другите колку време помина. Да не направиме некој кикс, ако имаме некаков технички проблем, ќе ми кажете, ако нешто не ме слушнете, не ме разберете, да ме прашате. Немојте да заборавите. Со среќа во продолжение, а сега да провериме кабината на домакините. Мајк, Филип, како сме? Одлично. Се слушаме? Се слушаме. Немаме никакви проблеми, така, може да продолжиме понатаму. Може. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, што значи започнуваме со Листа за 300. Како и секогаш, така и денеска, започнуваме со првата лицитација. Темата за истата гласи.
зборови што завршуваат на го и на до. Бараме зборови од најмалку 4 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквите го, односно ГО и до, односно ДО. Се прифаќаат сите видови зборови, како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи, кратенки и слично. Сега, морам да им кажам на надпреварувачите да внимаваат на изрази како кога некому се обраќаме, како да речеме кај си ага, кај си аго. Такви зборови не се прифаќаат, или ако нели некој имат изречица бандо кај сте. Такви зборови не се прифаќаат. Зборови како аго или бандо, затоа што ги нема во нашиот речник. Мајки Филип, дали ни е јасна темата? Одлично. Владимир и Раде, дали ни е јасна темата? Да. Ако нешто не е јасно, се договоривме, ке си се прашуваме, ке си се објаснуваме и тоа е тоа. Знаете дека при првата лицитација, први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи во таа улога. Денеска се Владимир и Раде. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Владимир и Раде, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. Почнуваме со 5. 30. 30. Ќе ви го прочитаме во уште еднаш. Бараме зборови од најмалку 4 букви што завршуваат на го или пак на до. Такви зборчиња. Нека одговараат. Да одговараат? Ајде да видиме. Мајки Филип, вашите противници рекоа, вие предаваат вас топката, вие да одговарате. Имаме тука 30 празни полиња. Како што рековме, бараме зборови од најмалку 4 букви што завршуваат на го или на до. Кога ќе бидете подготвени? Започнете. Бинго. Бинго. Така е. Благо. 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 Така е. Бледо. Бледо. Така е. Дедо. Дедо. Точен одговор. Долго. Долго. Така е. Додо. Додо. Птица изумрена. Додо. Така е, точен одговор. Грдо. Грдо. Така е. Грдо кажавме. Заглавивме малце. Малце. Дека да фатиме шемат. Како иде? Ајкидо. Аикидо. Така е. Кендо. Кендо. Исто така боречка вештина. Така е. Джудо. Джудо. Добре. Така е. Танго. Танго. Од боречки вештини одиме на танци. Така е, точен одговор. Индиго. Индиго. Да. Така е. Имаго. Имаго. Имаго фаза на развој на пеперутка.
Бравос. Манго. Манго. Така е. Брдо. Брдо. Така е. Твърдо. Твърдо. Така е. Потвърдо. Потвърдо. Така е. Най-твърдо. Най-твърдо. Така е. По-дълго. По-дълго. От що? От дълго. От дълго, по-дълго. От кифла. Така. А по-мало от юго. От юга, да. Най-дълго. Най-дълго. Така е. Юго. Вид. Вид ветър. Вид ветър. Да. Покрай ветър. Кога веќе го спомна. Да. Кога веќе сам си пука во колено. Им должам на вашите противници сега еден израз. Така е. Ако се најдете после оваква ситуација, Марче е тука за вас. Така да знаете. По-благо. Поблаго. Така е. Најблаго. Најблаго. Да провериме. Најблаго. Така е. Сега да проверам што е тоа најблаго. Уште 7. Крдо. Крдо. Така е. Лудо. Лудо. Така е. По-лудо. Полудо. Точно. Най-лудо. Најлудо. Младо. Така е. Младо. Да. Точно. По-младо. По-младо. Помладо. Како да знам што е последното? Па, може би е Да размислиме. най-младо. Най-младо. Најмладо. И најмладо, точен одговор. Со ова ги завршуваме 30 зборчиња кои што завршуваат на го и на до, и истото им честитам на мајки Филип за првиот освоен поен. Владимир и Раде, ништо не е готово, вие се знаете, имам уште една лицитација, може би требаш уште малце да поднадаваме, може би ќе ги фатевме на кондиција, на време, но тоа е што е. Како што реков, си должам едно зборче, ако се најдете во слична ситуација, тоа е тоа. Добро. Без разочарување, тоа ми е млавето, имам уште една лицитација, сконцентрирајте се и без предавање. А мајке Филип, уште една честитки, но знаете и вие самите исто така, не треба да се опуштаме, се може на брзина да се промени. Јас ќе прочитам уште некои од овие зборчиња кои завршуваат на го и на до. Имаме тука арго, без друго, потоа босоного, динго, друго, едно по друго, ембарго, па потоа ги имаме лажго, надолго, него, некого, никого, подруго, па авокадо, голобрадо, гордо, грдо, едночудо, кратковидо и уште многу зборчиња. А сега, драги гледачи, е време и за втората лицитација, односно второто надавање, кое ќе одлучи дали понатаму ќе одат мајки Филип или пак ќе играме пенали. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: држави кои имаат филмови номинирани за Оскар за најдобар меѓународен филм. Извор: Американската филмска академија. Бараме имиња на држави од целиот свет кои биле номинирани, кои биле добитници, се извинувам, или пак само номинирани за Оскар за меѓународен најдобар филм, порано познат како филмови од неанглиско говорно подрачје. Добро знаете, ние имавме два пати наши филмови кои влегува во номинации за Оскар: Пред дождот и Медена земја. Значи Македонија е точен одговор.
Имињата на државите можете да ги кажете како што се викале во моментот на номинацијата, значи и денес непостоечки држави. Голем дел од нив се држави кои имаат развиена филмска индустрија, но и мали држави како нашата. Во самиот старт ќе ви кажеме дека има повеќе од 50 вакви држави. Уште еднаш ќе им повторам на нашите надпреварувачи и на вас гледачите, значи бараме филмови кои биле номинирани за Оскар, кои се за најдобар меѓународен филм, порано кои што беа познати од неанглиско говорно подрачје, така ги викаа филмовите. Како што рековме, Македонија е една од тие, мислам дека со тоа ви се разјаснува се, немаме досвоено Оскар, но имаме имаме номинации. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Владимир и Раде, дали не е јасна темата? Супер. Намерно кажав дека се повеќе од 50 држави, се со цел нели да не си помислат и самите надпреварувачи дека се малку за надавање. Знаете дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра, а во таква ситуација моментално се наоѓаат Владимир и Раде. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Мајки Филип. Владимир и Раде, да почнеме да надаваме. 10. 10. Започнуваме со 10. 25. 25. 32. 32. 34. 34. Нека одговараат. Пак им дадеме да одговараат. Да. 34 имаме овој пат празни полиња. Ајде да видиме дали овој пат ќе успееме да ги фатиме на кондиција или на некоја збунка, што ви рекле. Мајки Филип, 34 празни полиња, денеска ви е редот денот да одговарате. Добро. Што значи ми треба 34 држави кои што биле номинирани за најдобар меѓународен филм. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Со Македонија, како сега почнеме. Започнуваме со нашата Македонија, како што реков, бевме номинирани со Предождот и Медена земја, за жал досега немаме освоена. Југославија. Југославија. Така е. Советски сојуз. Советски сојуз. Така е. Ајде, Шпанија. Шпанија. Така е. Франција. Франција. Така е. Италија. Иначе, чисто за информација, Франција, се извинам, има 12 номинации, Шпанија има 4. Мислам, освоено. Да, освоено. Имаат многу. Италија. Кажеш ми дали? Италија. Италија води на оваа листа со 14 добиени Оскари. Има или Да. они белините имаат многу стар. Да. Германија. Германија. Точно, и он има добиен Оскар. Данска. Данска. Точно така, Шведска. добитници на Оскар. Шведска. Ингрид Бергман има таму. Така е. Холандија. Холандија. И Холандија е помеѓу оние добитници на Оскар. Белгија. Белгија. Белгија без Оскар, но со номинација. Точен одговор. Австрија. Австрија. Така е. Кина. Кина. Така е. Јужна Кореја. Јужна Кореја. И Јужна Кореја се добитници на Оскар, што значи точен одговор. Тие добија и Оскар во обично за Паразит. Иако беше Да, неанглиско. точно така, да. 19. Јапонија. Јапонија. Така е. Индија. Индија. На толку филмови немаат освоен Оскар, но имаат номинации. Точен одговор. Тие си имаат нивни награди. Да. У Боливуд. Па да, колку што чита последно дека Боливуд е и појака
по-профитабилна продукција овакво. Па Боливуд и Ноливуд, што Пазарот. во Нигерија имаат повише филмови, просек снимаат, Да. помал квалитет, ама повише филмови Да. снимаат од Холивуд. Така, но и многу пари се вртат во милиарди, не знам колку прочитав сега да не карикирам со овакво, но беа тука им парираат на Холивуд дрско. Продолжуваме. Како? Турција? Турција? Стварно и за мене чудно. Турците добро познати кај нас, нели, по сериите и по сите оние филмови кои што ги гледаме, знаеме дека имаат квалитетни производи, не сите сега да не се лажеме, но знаеме дека имаат и доста добра продукција филмска. Чудно ми е што ете немаат ни една номинација за Оскар, искрено. Бараше ви целиот тим да видиме да не имаат нешто да не сме пропуштиле, но за жал Турција не е на оваа листа номинирани ниту пак добитници на Оскар. Да се надеваме дека во иднина ќе бидат и номинирани и добитници и дека наредниот пат ќе биде поразличен одговорот, резултатот од овој одговор. Многу ми е криво со кои други држави. Добро, мене ми одговара на педали, ме знаете дека се сакам педали, да си гледам од страна. Но знам дека на вас не ви е сеедно, сега слават Владимир и Раде. Честитки до вас, ќе играме педали, не се опуштајте премногу, сега ќе мора да одговараме едните па другите напоредно. Извини, со кои други ќе игравте без Има слушна? многу, Бразил, Аргентина, Једно со Мексико. Така. Сигурно така. Србија, Хрватска треба да се... Така, сега чекай, треба да видам Србија, не успеав да видам дали ја и не ја гледам за номинација, ниту за... Чекай да видиме, нема. Нема? Да, но зато има Босна и Херцеговина има. Да, видиш, ние од соседиве, најмангупи сме. Кој би рекол? Стварно. Во ред, тебе сега ќе прочитам и некои од оние држави кои што не ги кажавме. Во онаа прва четворка со најмногу освоени Оскари ќе ги прочитам чисто за информација. Италија 14, Франција 12, Јапонија 4, Испанија 4. Потоа држави кои имаат добиен Оскар ги имаме Австрија, Аргентина, Босна и Херцеговина, Германија, Данска, Западна Германија, Јужна Кореја, Канада, Полска, Русија, Унгарија, Холандија, Чехословачка, Чешка, Шведска, Швајцарија, а со номинации без освоен Оскар ги имаме Бразил, Грција, Индија, Источна Германија, Југославија, ќе кажавме Кина, Колумбија, Куба, Мавританија, Македонија секако, Обединетото кралство, но не на англиски јазик, тоа е интересно, Палестина, Перу, Романија, Финска, Хонконг и така натаму. Сега, драги гледачи, на моje огромно задоволство ќе играме пенали. Пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе одговара за парична награда. Затоа, да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи: градови кои имаат НБА екипи. Бараме имиња на градови кои имаат своји екипи во најдобрата кошаркарска лига НБА. Доколку некој град има повеќе екипи, тој град можете да го кажете само еднаш. Имињата на екипите не мора да ги кажувате. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Владимир и Раде, дали не е јасна Да, темата? да. Супер. Она што мора да напоменам сега е дека при пенали кабините се отворени, што значи противниците може да ги слушаат вашите консултации, бидете внимателни како се договарате со вашиот партнер. И друго што е многу важно е тоа дека предизвикувачите се тие кои што први започнуваат и одговараме напоредно едните па другите, се додека некој не погреши. Ако сме подготвени, да започнеме. Владимир и Раде, започнувате вие, повелете. Мајами. Мајами. Точен одговор. Нью Йорк Сити. Нью Йорк Сити. Познатите Нью Йорк Никс, така бе? Така е. Вашингтон. Вашингтон. Wizards бе. Вашингтон. Wizards. Така е. Чикаго. Чикаго. Познатите Чикаго Булс. Така е. Филаделфија. Филаделфија. Филаделфија 76ers. Денвер. Денвер. Така е. Лос Анджелес. Лос Анджелес.
Така е. Феникс. Феникс. Така е. Извини, само на кратко, ми рече ако сте од исти град, не смеам да кажувам, само еднаш. Да, доколку некој град има повеќе екипи, тој град може да го кажете само еднаш. Добро, окей. Детройт, Детройт. Детройт. Така е. Орландо. Орландо. Така е. Бостон, Бостон. Точно. Кливленд. Кливленд. Така е. Далас, Далас. Така е. Милвоки. Милвоки. Точно. Атланта, Кој одговараше? Извинете. Тие се. Вие кажавте. Атланта. Атланта. Се збуни за момент. Атланта. Така е. Хјустон. Хјустон. Точно. Мислете, Владимир Раде, немаме многу време за размислување. Кливленд, кажа не Кливленд? Само момент ќе проверам, ама мислам дека ја кажам, да. Индијана, Индијана. Како се вика градот? За да не ме прекинувам, ајде. Индијанаполис, Индијанаполис, така. За да не речат после гледачите дома дека не е точен одговор како точно сме прифатиле. Така е. Сан Антонио. Сан Антонио. Така е. Мислете, морам да почнем да бројам, се извидувам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. За жал ќе морам да се преселам кај вашите противници, ништо не е готово, доколку они не кажат или промашат, продолжуваме како ништо да не се случило. Мајки Филип, Сакраменто. како? Сакраменто. Сакраменто. Сакраменто Кингс. Сакраменто, точен одговор, Мајки Филип. Трилер завршница за вас, но сепак излеговте како победници. Честитки, одлично одиграно, ќе имате шанса повторно да освоите парична награда. Владимир и Раде, многу ми е криво. Се надева барем нели уште едно-две дека ќе ги кажеме, но тоа е. Уште колку има? Тоа е. Колку кажавме, севкупно 28 севкупно екипи се, сега ќе ги прочитам сите, еве чисто за да ги слушнете. Градови кои имаат НБА екипи се Атланта, Бостон, Вашингтон, Далас, Денвер, Детройт, Индијанаполис, Кливленд, Лос Анџелес, Милвоки, Минеаполис, Мајами, Мемфис, Нью Орлеанс, Нью Йорк, Оклахома Сити, Орландо, Портланд, Сан Антонио, Сан Франциско, Сакраменто, Солт Лейк Сити, Торонто, Феникс, Филаделфија, Хјустон, Чикаго и Шарлот. Тоа се оние 28 града кои што имаат своји НБА екипи во оваа лига. Владимир и Раде, одлични надпреварувачи, криво ми е што не успеавте да го покажете вашиот целосен капацитет, затоа ве повикувам на уште една дружба секако во листа за 300 понатаму, да се пријавите уште еднаш. Не сакам вака. Сакам малце повеќе да се дружиме и да се спрашуваме, договорено? договорено. Но до наредниот пат, порам да ве поздравам. Се гледаме. Мајки Филип, вие како победници денеска повторно ќе треба тук да се преселите тука на главната сцена и да ве соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе освоите парична награда, многу ме интересира. Верувам дека и вас ве интересира, драги гледачи. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Мајки Филип повторно тука со мене на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Имам интересна тема денеска. Како сме? Супер. Денеска добро поминавме, мислам, Беше неизвестно. интересно беше, да. Известно, да. Првата
имавте да одговорите доста, но фативте нека добра шема, со го и со до така беа зборчињата. И влеговте, ги испугавте, на мој изненадување сериозно дека заглавивте во еден момент. Еј, викам, Да, готово. да, Ја утнавме темава, ама после им влеговте во шема и растуривте. После направивме едно кикшче мало и на пенали. Да биде возбудливо за гледачите. На ваше барање вака сега имам многу интересна тема. На наше барање. Да, па разбрав дека сте барале. Имаме села во кино. Може, да. Може? Сериозно? Одлично. Како добро стоеме со географија? Добре, не може би мајк, села не во јас. Кина, села во Северна Кореја, ама ќе овако ќе Уште се договориме, да. Но пред да се договориме за тоа да протрчаме на брзина низ нашата листа. Не сум наспан како што реков, тешко ми од изборењето дури. Нашата листа е составена од 15 празни полиња, кои доколку ги исполниме со точни одговори, ни следува на главната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ви следуваат 300 евра. Па се добро познато од 150 и од 300, сега барем да стигнеме до 200. Не би сакал овие другите да ги зборам, или 200 или 300 денеска, договорено? Се надеваме. Ајде. Да се надеваме. Како што рековме, географија добро ви стои, се надевам дека добро стоите и вие, драги гледачи, со географија денеска. Одговараме и го тестираме нашето знаење на тема држави кои имаат најмалку 6 копнени соседи. Бараме имиња на суверени држави признати од целиот свет кои имаат најмалку 6 копнени соседи. Вакви држави има повеќе од 30, јас ќе ви кажам. Тоа што сакав да го споделам со вас е дека не се признаваат оние држави кои што има, да речеме, колонии на другите, па тие се граничат, нели, да речеме Франција има, нели, низ цел свет. Ги бараме баш државите, суверени држави кои што имаат најмалку 6 копнени соседи. Добро звучи објаснувањето? Да. Да. Ќе почнеме со тие што имаат најмногу по 14, тоа се Русија и Кина. Ајде Русија прво. Русија. Русија. Точно така. Русија 14 копнени соседи. Кина. Кина. И Кина исто така со 14 копнени. Бразил. Бразил. Исто има многу. Бразил 9, така. 9 има, така да. 9. 8 јужноамерикански плюс Франција. Така е. Бразил за 50 евра, да не ја брзаме работата. Така со 9 копнени соседи е точен одговор. Браво. Одиме понатаму. Франција, Германија и Франција, Германија и Полска. Украина. Имаш Романија, Словачка, Унгарија, Полска. Полска, Русија, Белорусија, Молдавија, Украина. Украина. Со 7 копнени соседи, четврти точен одговор. Франција. Франција. Шабит. Да. А знаеш Франција со колку се граничи? Бразил, Домос. со Германија, со Белгија. со Белгија, Луксембург, со Луксембург, Шпанија. Швајцарија, Шпанија, Андора, Италија, Монако. Кажавме или нешто плюс кажавме. 8 или 9? 8. Да. 8, така е, браво. Франција, точен одговор. Германија, Германија, порано лоши соседи, денеска пријатели. така. Германија може да се пофали со еден сосед плюс 9 копнени соседи, што значи 6 точен одговор. Да беа марки, секој вечер добивте 100 марки, ама еври се. Честитки за освоените 100 евра. Што правиме за понатаму? Одиме, да. Така, секако. Индија. Индија, да. Индија. Индија. Унгарија рековме? Индија. Индија. Да. Не се. Индија. Знаете ли колку снима? Индија, тука е 6-7. Бангладеш, Мјанмар, Непал, Бутан. Непал, Бутан, Кина, Пакистан. Пакистан. Видиш те како е? Браво. Супер сте. Браво. Со 7 копнени, така е Индија. Точен одговор. Ајде уште два за онаа сума од 150 евра.
Чекай, кога кажахме сега? Саудитска Арабија, сигурно Чекай. Катар, Бахрейн, Јемен, Оман. Не, Бахрейн има само Бахрейн, King Fahd, добро, не што се речува, да. да. Чекай се. Катар, Идеме порано. Емиратите, Да. Јемен, Оман. Јемен, Оман, Емирати, Катар, Емирати, Кувајт, не Кувајт. не се граничи. Кувајт само со или гранични, Кувајт со Ирак е само да сам тука. Египет е тука и Јордан. Да. Саудитска Арабија? Саудитска Арабија. Бирайте си. Очигледно знаете што одговарате. Саудитска Арабија. Со 7 копнени соседи е 8 точен одговор за Мајки Филип. Срби бе. Македонија, Црна Гора, Бугарија, Босна, Хрватска. Маđarska, Босна, Хрватска, Србија. Србија, така е, нашите соседи Унгарци виште има да се граничат со 7 земји, што значи точен одговор за 150 евра. Словачка. Честитки. Австрија. Словачка, Австрија, Србија, Словенија, Хрватска. и чекај, да биде Унгарија. Очигледно ќе атакуваат 200 евра. Унгарија. Баш ме интересира дали ќе одиме на 300. Како рековме? Унгарија. Унгарија. Чекај, има се пољаци. Унгарија со 7 копнени соседи. Точен одговор. Полска. Полска. И Полска исто така со 7 копнени соседи е 11 точен одговор. Сега Италија. Тука со две Италија. има што се во неа, ама и тие се граници. Италија, Франција, Швајцарија, Австрија, Словенија, Сан Марино, Ватикан. Италија како кога 90% е на вода, успеа да се граничи со копнени соседи. И тоа ни повеќе ни помалку со 6 копнени соседи се граничи, а е 90% на вода. Интересно. Така е, што значи точен одговор за 200 евра. Сега, Много? размислете убаво, атакуваме на 300 Не, евра. обавезно. Се грем на државата. Јужна Африка. Чекај, Добро. Јар идеме. Лесото, На- Свазиленд. на- Пе полека, значи да, идеме Лесото, Свазиленд. Идеме Зимбабве, Ангола, Ботсвана Мозамбик. и Намибија, да е. Јар, Јужна Африканска Јужна република. Африканска република, Чекај, ДР Конго е со Конго, со Ангола, со овие Јар или Јужна Африканска република, 13 точен одговор. и Бурунди и ваква, да. Демократска република Конго, Демократска република Конго. Ја не можам кога ќе видам ДР Конго на доктор Конго Доктор Конго, да, секогаш ми е тој и секогаш прво така ја читам. И затоа внимавам кога ја кажувам вака, кога треба јавно да ја кажам, 5 пати си повторувам пред себе за да не ми изненади дека ако прочитам на прва ќе биде доктор Конго. Професор доктор. Професор доктор Конго се граничи со 9 копнени студенти, што значи 14 точен одговор. Ајде, бирете се, јас ке седнам, одберете која држава сакате да ја кажете. Словенија, не бе, не, Хрватска, чекај. Црна Гора, Србија, Босна, Словенија, Словенија, Унгарија. Маđarска и пет има само, а? Хрватија. Ајде има африкански држави. Сигурно. Сега да размислиме само мина. Овие Не, не полека. Етиопија имаат Сомалија, Еритреја, Судан, Јужен Судан. Јужен Судан. Не, тие не дали. Чекај, овие имаат Мали, имаат тие. Огромни држави се тие тоа. Алжир има, чекај. Мароко, Мавританија, Тунис, Тунис, Либија, не со Либија. О, да, со Либија, да, југоистокот тука. Доли има овие со еден од Нигерија со Мали, Буркина Фасо, има Нигер. Алжира. Нигер сигурно е со тие Да, долу. Нигер има милион, да. Ајде, Нигер. Одиме со Нигер. Без навреда за црнците. Без навреда. Имавме доста држави за играње. Се одлучивме за Нигер. Со кој рековме дека граничи? Со колку мислиме дека граничи? Па со Сигурно. 6-7 тука. Буркина Нигерија, Фасо, Мали, Буркина Фасо, Гвинеја, Маврит... брег на слонова коска, не Доле сум има. сигурен. Има. Има доста. Гана. Да.
Значи, одговараме за 300 евра. Имавте предходно, спомнавте Алжир, за Алжир можам да ви кажам дека 100% е почен одговор. Алжир е тамо, да. Да. Мали со 7 И Мали исто, да. соседи. След тие што се тој Точен регион на одговор. Сахел има повеќе големи држави, Така. повеќе комши. Но Нигер со 7 копнени соседи е 15-тиот точен одговор за 300 евра. И Филип не можев некако да ги излажам, ме гледа како започне марче наслие во овие финти ке ни ги пре. Ски изброја во глава сите соседи, цел свет, мапата ја направија, бравос. Бравос, момци, супер одиграно. Ве потпрашува, викам, чекај само на памет да не се научени онака работите кои држави како, но едно време дека започнавте со оние нели, држави кои што граничат со најмногу копнени соседи, ги има фистите први на список и се замисле, викам, чекај да не ми читаат од негде. Па го тренав, ама после кога почнавме... Ги имаме така учена, и по ред, и по све. Да, сега го, не, кога те прашав за Бразил, кога ми ги набра кои се како се, викам, више тука не може да ги Многу чита. пати е повторувано. Кажи, повторувано, Пред секој квиз. Одлично. Уште еднаш морам да ви честитам. Сега, вкупната сума освоена во листа за 300 вие 750 евра. Имате право на уште едно учество. Наредниот пат, супер. Со уште 300 евра би било супер да го пронисам и тоа, нели? Било. Но, Да сме здрави и живи. да се здрави, четири живи, бројки, ќе да. видиме. Да биде со 4 Убаво бројки. звучи. Така е, и побаво за делење. Да. Драги гледачи, со ова го завршувам и денешното издание на квизот Листа за 300, но пред да финиширам и да ви испратам понатаму, да ги прочитаме оние држави кои што имаат најмалку 6 копнени соседи, ги кажавме оние кои што имаат со по 14, со по 8 ги имаме Австрија, Замбија, Турција, Танзанија и Франција со по 7 се. Индија, Иран, Мали, Нигер, Полска, Саудиска Арабија, Србија, Судан, Украина и Унгарија. Додека пак со 6 копнени соседи граничат Афганистан, Алжир, Буркина Фасо, Гвинеја, Етиопија, Ирак, Италија, Јужноафриканска република, Јужен Судан, Камерун, Либија, Мозамбик, Централно Африканска република и Чад. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното супер издание на Листа за 300. По продолжение останете си со програмата на телевизија Сител и едноставно уживајте. Немојте никако да заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!